Поразот на Пендаровски како председателски кандидат е всушност на конто на СДСМ. Ковачевски од друга страна вели дека евроинтеграциите сега се загрозени. Перспективите за ЕУ. Тој дали воопшто гледа дека пораките кои граѓаните му ги дава всушност беа секојдневни, не се однесуваа на уставните измени, односно на Бугарија. Бугарија беше само дел од пораките, од казната која ја стигна СДСМ, а со тоа всушност Пендаровски. Што се однесува до поддршката за Европската унија, по други анкети е јасно изразена и не мислам дека тука има двојба, било кој човек и било кој граѓанин. Оно што луѓето сакаат да го видат или сакаат да го видат како порака е разбирање за нивните проблеми и секојдневни очекувања. Тука во прв ред, според сите анкети и истражувања, зборуваме за растот на цените, зборуваме за висината на платите, за пензиите, за перспективата каде ќе се движи економијата и сите реални екзистенционални работи. Мораме постојано да се потсетуваме како луѓе, особено политичарите, особено тие што се на власт, да прават еден реалити чек колку луѓе живеат во или на праг на сиромаштија и какви пораки се ветуваат, но и какви постапки се прават. Има уште еден круг. Има уште една шанса да се насочат пораките кон тоа што се нарекува очекување на граѓаните, барања и да се обиде да се покаже што е она што тие го сакаат. Истовремено треба да се земе предвид и бројката на власт на СДСМ и секако што стои во програмата, но и кои луѓе тоа ветуваат дека ги го исполнат и како граѓаните прецепираат дека тоа тие можат да го направат. Велите има уште еден круг. Еднакво тоа е наративот, тоа е реториката и на СДСМ. Велат има уште еден круг, ќе правиме сега анализи, кратко е времето, но ќе направиме анализи што всушност каде сгрешиле. Зарем е можно дека очекуваат да има некаков пресврт? И анализите требале да ги прават сите овие 7 години. Така е. Мојот став дека има круг се базира на факт. Навистина има следен круг и навистина треба да се случи тоа што ќе се случи. Никој од нас, луѓето нема право народната волја да ја коментира или да ја претпоставува. Ни политичари, ни било кој човек и затоа мора да оставиме секој од нас како граѓанин да се изјасни. Дали има шанси да се промени резултатот? Во 20 дена кампања, па ево 40 се многу тешки тие работи. Меѓутоа, дали има шанси да ја промените вашата стратегија од комуникацијски аспект за нешто што сум ја стручен? Има. Што точно треба да се промени? Како комуницирате со луѓето и нивните очекувања? Значи, што е тоа кое што луѓето сакаат да го слушнат, секој граѓанин? Повторно потенцирам, раст на цени, раст на плата, пензии, какво во здравството се стигнува до термин или не, какво образование ние имаме или не. Тоа се едни од најнасушните теми што луѓето ги чекаат. И за нив Европската унија, за секој од нас, значи стандард, значи вредност, значи менување на општеството. Не е абстракција. И вие кога велите Европа, меѓутоа не ја подкрепувате што вие ќе направите за да се доближите до Европа, бидејќи Европа не е магнет кој што се лепи до вас. Европа е нешто за кое што треба да промените закони, треба да промените принцип на работа, да искорените корупција. Европа е нешто кое што значи дека вие треба навистина да донесете перспектива во својата земја. Бидејќи ниедна европска земја нема никаков проблем како Македонија со образование или здравство. Јас не читам, или било кој нашите гледачи што не гледаат сега, не мислам дека читаат за скандали како не на онкологија во земјите од Европската унија. Не мислам дека се чита за страв во многу начини да се испратат луѓето во болница дали ја примат вистинската терапија заради такви корупцијски скандали што завршиле со судски епилози сега. Така што да работиме за ЕУ, значи дека треба да оствариме нешто и многу повеќе луѓето треба да им ги исполни очекувањата, а тоа се овие за кои што зборува. Да, велите треба да ветуваат поголеми плати, подобар животен стандард, тоа го ветуваа постојано, но луѓето не можат да заборават дека се огромни цените, дека не можат практично да влезат во маркет и да купат основни прехранбени артикли и не можат да заборават
дека си ги зголемија 78% платите функционерите. Така е. Не велам дека треба да ветуваат поголеми плати, велам дека треба да адресираат стравот кај луѓето зошто се платите ниски и како реално можат да растат. Бидејќи ако се лицитира со бројки и со ветувања, ние сме се изнаслушале во милиарди, почнувајќи од онаа фамозна милиарда во 98-та, па до 8 милиарди во 2009-та, па многу милиарди ветувања и тоа нема ефект кај граѓаните. Кога велам за повисоки плати, мислам што ќе се направи за да реално растат платите, за да подобро живееме, за да се движи економијата. Тоа очекуваат граѓаните. А во однос на функционерските плати, го имам коментирал неколку пати, не станува збор само за сума за поставка, станува збор дека и со претходните плати било кој функционер од која партија на локално и централно ниво беше многу оддалечен од секој човек во просечната плата. Знаете, и тие плати од 1000 евра, споредно со минималната плата од 18 и 20 илјади денари, е 3,5 пати разлика. А камо ли 1500 или 2000 евра. И кога вие се обидувате да го кажувате тоа, едноставно луѓето не ве гледаат блиски до себе. Не сметаат дека газите на истото тло и тоа се однесува за сите функционери. Бидејќи внимавајте, во државата, во Македонија, имаме функционери од различни политички партии кои што го ползуваат тоа. И втората работа, која што по мене е честно, во секој момент конечно да се направи да се издвојат професионалците, дали се тоа суди, обвинители, ревизори, кои што заслужуваат повисоки плати ако работат одговорно и да бидат независни и отпорни на корупција од политичарите кои што се тука дојдени да му служат на народот. Никаде во светот политичарите не се повисоко платени од реалниот сектор или од луѓето кои што се еднакво важни, дури поважни од политичарите, бидејќи сите други професии ги бираат политичарите, а некако кај нас пораката која што се смета обратно дека од политичарите зависи дали ние ќе живееме или не. Обратно. Да. Добро, анкетите не ги гледаше владеачката партија СДСМ воопшто. Односно, дали воопшто продуцира анкети да го слушнат расположението на граѓаните е прашањето. И колку веруваа на луѓето од односите со јавност, на пиар луѓето. Мислам дека и во двете политички најголеми партии, но и во сите блокови се изненадени од анкетите. Дури да ги слушале, не мислам дека во опозицијската се уште партија се очекува дека се очекувала волкава разлика, ниту мислам дека во владеачката се уште партија се очекува дека било можен волкав резултат. Најстрашно е кога не ги слушате луѓето. Пред анкетите има нешто што се нарекува фокус групи реалити чек. Значи проверка каде сте вие во реалноста и разговарање со фокусните групи. Тоа не мора да биде во канцеларија или во пиар агенција, тоа може да биде во Стопанска комора, тоа може да биде во Сдружение на занетчи, тоа може да биде во Сдружение за лица бездомници или платформа за борба против сиромаштија. Значи едноставно многу често треба да се оди кај професионалните организации, здруженија и кај фокусните групи и да се види тоа што вие го предлагате дали е на добар пат, но пред сега се слушне каква политика да се води. 21 век, повторно кажам, 2024 година, да вие кажувате од позиција на фотелја какви политики ќе водите, а не целните групи за кои што е наменета политиката, нема ефект. Сменето е времето. Секогаш се прашувале луѓето и дали се задоволни од политиките, меѓутоа денеска имате канали, алати како да ги вклучите и тие да креираат. Искористете го тоа, политичарите се само менаџери. Да ве прашам нешто. Околу анкетите, околу рейтинзите. Ако ги гледаа СДСМ тие анкети и сопствените рейтинзи, и сопствени велам, но и на партијата, зошто се ставија, самите се напишаа, се прогласија носители на изборните листи. Луѓето кои го урнисаа практично рейтингот на сопствената партија. Мислам дека мора да бидеме фер и да оставиме анализите да се прават кога ќе се комплетираат изборите, бидејќи, како вели поговорката, еден стап по свој грб боли многу повеќе отколку 100 по туѓиот. Секој за себе смета дека е прав, а оној друг дека е виновен. Секоја сериозна политичка партија, политички субјект и што носи победа, но особено што носи пораз, мора да седне и да изанализира каде лежи грешката и проблемот од единствена цел да се извлече поука. Бидејќи најмалце е важно што ќе се случи со одредена политичка партија заради партијата, заради граѓаните во демократска држава.
вклучително и Македонија, јас се перцепирам за демократски, посакувам да одим многу понапред како демократија и е потребна власт и опозиција. Силни, структурирани политички субјекти, различни политички партии, но и многу широк спектар. И оно што особено ме радува и треба да се направи анализа зошто поголемите политички партии конечно со своето действување ги отстапија простори на помалите или политичките партии што ги сметаа за аутсайдери, па дел од партиите сега гледаат и трета, потенцијално како втора опција и така натаму. И таа анализа треба да се направи, меѓутоа најважно од се да се застане на здрави нозе во сите политички субјекти и да се работи за граѓаните. Не може, ние 30 и нешто години имаме две чудни ситуации. Секоја опозиција посакува 61 пратеник да владее апсолутистички и во исто време секоја власт посакува да има во наводници срозена опозиција која што нема да може никогаш да победи. Затоа ние не можеме како држава да напредуваме. Небитно кој е на власт, кој е во опозиција. Ако сакаме тоа да го промениме, мора да разбереме дека ни треба здрава, ни треба навистина подкована опозиција, но исто така здрава и демократски поставена власт. Само тоа е рецептот. Да. Добро, и на крај, околу евентуалната влада, доколку ВМРО-ДПМН победи на парламентарните избори, она што ќе биде парадоксално е дека сите албански партии велат дека се исклучиво за ЕУ, за разлика од ВМРО-ДПМН кои се за ЕУ, но се против уставните измени, што е парадоксално. Без уставни измени нема ЕУ. Верувате ли дека тоа ќе биде нестабилна влада од која евентуалните коалициони албански партнери би излегле од владата на ВМРО-ДПМН? Мислам дека принципите кои што политичките партии ги поставуваат треба да ги почитуваат. Ако албанската опозиција во моментов и албанската власт засега велат дека услов ќе биде уставните измени, треба да обстоја според мене на тоа и не треба да има никакви поместувања. Исто како што и ако навистина ВМРО-ДПМН не стои на тоа дека нема да прифати поинаква преговарачка рамка или нема да изгласа уставни измени, во тој момент треба да остане на тоа. Или втората опција да седнат заедно, да се договорат и да изнедат решение и честно да кажат дека увиделе дека постојат нови докази, нови аргументи, нови ситуации кои што треба да се променат и треба нештата да бидат поинаку, односно да се изгласа уставни измени. И тоа е одлука политичка. Зрели политичари, зрели политички партии во една држава мора да носат одлуки. И ниту ВМРО-ДПМН, ниту СДСМ, ниту ДУИ, ниту Вреди, Максим Димитриевски, знам да не ги редам левиците, никој не е исклучен од тоа. И мора да се разбере дека ветувањата што се даваат во опозиција ве стигаат. Ќе ви дадам пример. Мерцедеси блиндирани, ограда околу влада, стопирање на Скопје 2014, понатаму сето тоа, правда, која што ќе биде безусловна, сето тоа ве се удари од глава. Еве исто и сега, значи мора тоа што го правите во опозиција да го гледате како цех, како сметка која што ќе ви дојде за наплата кога ќе сте на власт. И кога тогаш доаѓа за наплата? Да. На власт, кога ќе бидете на власт. Да. А ваша цел е да бидете на власт. Затоа политичките партии треба да водат такава кампања и таква комуникација како да утре стануваат власт. Бидејќи така се случи со одредени избори во минатото. Многу партии ветуваа, не очекува дека ќе имаат апсолутна власт, ја добија и потоа не знае како да ги пофатат конците. За да не се случува таквото нешто, ова опозиција сега нека почне со своите ветувања заедно со и во македонскиот и албанскиот блок со реалистични ветувања што граѓаните ќе знаат да ги ценат, бидејќи нема полошо ако граѓаните се чувствуваат излажени. Ако вие им кажете ќе го направам тоа и потоа дојдете и кажете знаете не било така од власт. Земете го, еве, наједноставен пример, воздухот. Секој градоначалник во опозиција вели овој што е на власт не го чисти, за 2 години почнува другиот што бил на власт сега, тогаш опозиција, да вика еве и овој не го чисти. И луѓето на крај викаат никој не работите за нас. Да. И заради тоа и не излегуваат конечно огромен дел од граѓаните на избори. За жал. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам.
Председателските избори во Македонија од делегацијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа и ОПСЕ беа оценети како конкурентни и севкупно добро водени, но обележани со правни празнини и негативна реторика. Како што се приближуваше денот на изборите, кампањата стана се понегативна и онлайн и офлайн, вклучувајќи лични напади и повремени закани. Наблюдувачите забележаа дека некои јавни инфраструктурни проекти беа објавени од официјални лица по одредувањето на датумот за избори, што потенцијално ќе доведе до злоупотреба на јавните ресурси во врска со кампањата. Ова не влијаеше на општата атмосфера на денот на изборите, која остана мирна и без значителни инциденти. Додека Северна Македонија има разновиден медиумски пейзаж и слободата на медиумите генерално се почитува, онлайн медиумите во голема мера се нерегулирани, што ја нагласува потребата од дополнителни реформи, вели Парламентарното собрание на Советот на Европа. Но да се вратиме во Европа, поточно Европската Унија, за која на еден начин, како што напиша европските медиуми, избирачите од нашата земја се изјаснуваа на еден вид на референдум, дали или не да се прифатат условите за членство наметнати од Европската Унија, поточно од Бугарија. Априлската сесија беше последната проштална сесија на Европскиот парламент во овој состав во Страсбург. Новите 720 европратеници од 27 земји членки на Европската Унија ќе бидат избрани меѓу 6 и 9 јуни. Од февруари неколку истраги беа насочени кон членови на Европскиот парламент, осомничени за предавање информации на странски сили или ширење пропаганда за автократски влади. Соочена со умножувањето на овие случаи на мешање, Европската Унија стравува за интегритетот на нејзините избори. Во Брисел, многу сериозно, се сватени различните закани кои тежат на изборите. Во јуни 2020, потоа во март 2022, беа формирани две специјални комисии, ИНГЕ и ИНГЕ-2, со цел да се анализира странското мешање и проблемите со дезинформациите во демократските процеси на Унијата. Извештаите изработени од овие комисии и овозможија на Европската Унија да воспостави законодавни алатки и методи за да се спротистави на странските агенти на влијание. Du point de vue de la menace, je dirais que nous sommes à égalité de menace avec les autres. C'est-à-dire que cette menace, elle est globale, elle se retrouve dans tous les pays européens. Que ce soit sur la capture des élites, je veux dire, en France, il y a un ancien Premier ministre qui est parti travailler pour une entreprise énergétique russe, mais pas seulement lui. Il y a aussi un ancien ministre socialiste qui est parti travailler pour Huawei. Il y a aussi Monsieur Le Guen. Mais je veux dire, on a donc les mêmes types de processus qui ont lieu en France que dans les autres pays européens. On a en France aussi les cyberattaques, on a en France aussi les opérations des fermatrolls. Ce qu'on a en France en plus, c'est les attaques que subissent nos troupes dans des opérations extérieures, notamment en Afrique et au Mali, via la société Wagner de Prigojine. Et donc on a un risque additionnel par rapport aux autres. On a sinon les mêmes types de menaces. Sur notre réaction, je pense que l'échelon politique, pendant longtemps, a minoré les risques. Et par contre, je pense que les services de sécurité, les gens qui sont dans les administrations, ont assez rapidement compris le danger qui pesait sur nous et la nécessité de développer des structures capables de réagir. Donc je dirais que la France n'est pas le pays le moins bien doté, au moment où on se parle, de l'Union européenne et le pays qui a pris la menace la moins au sérieux. Donc nous avons eu une capacité de réaction et je pense que c'est largement lié aussi aux traditions de l'État français qui a toujours posé les questions de sécurité comme étant centrales. Et donc, il y a eu une réaction, nous, dans nos auditions. Après, effectivement, je ne peux pas révéler ce qui nous a été déclaré à huis clos et la manière dont fonctionnent ces institutions. Mais, je veux dire, par rapport aux autres auditions qu'on a réalisées avec des structures qui parfois n'existent pas d'ailleurs, enfin, ou qui essayent de s'approcher des structures que nous avons mises en place en France, je pense que la France n'est pas du tout le pays le moins bien préparé
pour faire face. Par contre, il y a des questionnements qui sont d'ordre politique, c'est-à-dire comment les alertes des services de sécurité et des institutions ont été répercutées politiquement, c'est-à-dire quel est le prix payé politiquement par les assaillants de nos institutions. Je veux dire, si vous avez des gens des services de sécurité qui identifient une menace ou une attaque, ensuite, quelle est la conséquence politique pour les assaillants? Во извештајот објавен на почетокот на март, Европската обсерваторија за дигитални медиуми детално ги опиша општите трендови во врска со приказните за дезинформации за време на изборите одржани во Европа во 2023. Во Словачка, Грција и Естонија, наблюдувачите објавија приказни кои истакнуваат идејата за масовна изборна измама, организирана од националните власти со цел да се нарушат изборите преку наводи за претходно пополнети гласачки ливчиња или пенкала кои се бришат дадени на гласачите. Според Брисел, европските избори во јуни ќе се соочат со истите проблеми, овој пат мултиплицирани на континентално ниво. Ако Кина и Русија најчесто стојат за овие акти на дезинформации, Индија, Катар и сферата на заговор исто така представуваат сериозни закани според Европската Унија. На почетокот на февруари, Инсайдер, независен руски истражувачки медиум, ја откри содржината на мејловите разменети меѓу латвиската пратеничка Татјана Жданока, поврзана со европските зелени, и двајца функционери од ФСБ контрашпионажната служба на Кремљ. Пратеничката е осомничена дека служела како руски агент во Европската Унија 13 години помеѓу 2004 и 2017 година. На почетокот на март дојде редот на чешките и белгиските власти да откријат според нив руска пропагандна мрежа преку онлайн медиумот Гласот на Европа. Неколку европратеници кои дадоа интервјуа се осомничени дека биле платени да шират про-Кремљ пропаганда. Во вторникот, асистентот на пратеникот на АФД, Максимилијан Кра, беше обвинет дека ги шпионирал кинеските опозиционери во Германија и споделувал информации за Европскиот парламент со кинеската разузнавачка служба. Од епизодата Катаргейт, за која веќе зборувавме во 25 минути, која травматизираше добар дел од социјалистичката група, Европскиот парламент сакаше да работи понапорно на реформите поврзани со интегритетот на неговите членови. Директен одговор требаше да биде создавањето на ново тело за етика, одговорно за надзор на овие прашања на парламентарно ниво. Во рамките на хемисиклот, сепак постои голема побарувачка за длабински преглед на правните и етичките барања на пратениците. Според Словакот Владимир Билчик, Европската Унија не само што мора да воведе подобри правила за транспарентност, туку мора и да ја преиспита културата на парламентарната работа. Ние самите мора да бидеме многу повнимателни. Ова не е проблем што ќе се реши само преку етичкото тело. Тука со нови начини на извршување на нашата работа како пратеници и подобро разбирање на одговорностите поврзани со тоа, вели тој. На последната сесија во Страсбург, европратениците усвоја резолуција предложена од 8 членови на Европската народна партија за новите обвинувања за руско мешање во парламентот. Тие го судуваат растечкото влијание на Москва преку напорите направени за регрутирање европратеници како агенти на влијание и велат дека се запрепастени од можноста да видат други европратеници екстремно десничарски и левичарски како пропагираат прокремљ говор. На 21 март, за време на Европскиот самит, председателката на парламентот, Роберта Мецола, изјави дека овие избори ќе бидат тест за Европската Унија. Знаеме колку далеку се подготвени да одат другите актери за да се обидат да ги нарушат нашите демократски процеси. Ова е закана за која мора да бидеме подготвени. Во Полска, за време на парламентарните избори во октомври минатата година, широко распретенетата гласина беше дека на украинските имигранти и бегалци им е дозволено да гласаат, што укажува на потценување на изборот на граѓаните. Во Шпанија, минатиот мај, неколку заговори се проширија на TikTok, тврдејќи дека Педро Санчес и Социјалистичката партија ги спречуваат возовите да ја напуштат Валенсија за патниците да не можат да гласаат. Многу случаи на дезинформации беа забележани за време на различните избори во 2023 и се однесуваа на војната во Украина. Одредени земји, како Словачка и Балтичките земји, се поранливи на овој вид закана и тоа мора апсолутно да се зема предвид, инсистира пратеникот Владимир Билчик.
Во оваа борба против лажните вести, социјалните мрежи се на првата линија. Неколку европски законодавни акти кои стапија на сила во последниве месеци, како што е Законот за дигитални услуги или така скратено ДСА, бараа платформите да го прегледаат управувањето со нивната содржина и да воведат мерки за намалување на ризиците поврзани со дезинформации. Одредени специфични групи на граѓани се мета на наративи преку кои се сугерира дека нивните интереси не се земаат предвид од страна на владите, па дури дека политиките што се спроведуваат се непријателски настроени кон нив. Ова беше особено случај за време на српските парламентарни избори во декември со дезинформацијски говори, особено насочени кон жените. И обратно. Имате политичка употреба на диаспората, со многу прецизни упатства за гласање. Унијата не исклучува можноста да бидат упатени физички закани кон избраните функционери или актери во изборната кампања. За време на последниот Европски самит на 17 и 18 април, европските лидери во заклучоците со станокот ја изразија својата решителност внимателно да ги следат и да ги содржат сите ризици кои произлегуваат од дезинформациите, како и странското мешање во изборните процеси. Француската влада од своја страна ги повикува платформите да го заштити гласањето од странско мешање, представувајќи засилен систем на будност, чија цел е да ја заштити кампањата и гласањето на 9 јуни од ризикот од дезинформации, особено на социјалните мрежи.